почитувани представници на медиумите, дозволете ми на почетокот да го искажам моето задоволство што денес во општина Газибала имаме представник од Собранието на Република Македонија, пратеникот Владо Мисалевски, со кој заедно ќе направиме увид во неколку проекти кои ги реализираме во интерес на граѓаните на општина Газибала. Изминатиот период покажавме дека во општина Газибала можела да се работи и поинаку, односно да се работи да се инвестира во повеќе области. Денеска сме тука во населеното место Железара, во основното училиште Григор Прличев, каде со цел да официјално да ја пуштиме во потреба реконструкцијата на училишната спортска сала. Реконструкцијата опфати комплетно нова современа губена подлога, комплетно ново моледисување и комплетна опрема за кошарка и за одбојка. Инвестициите во делот на образовните институции се особено значајни во општина Газибал, бидејќи сакаме да дадеме инпут на младите генерации. Дополнително во дворот на ова училиште направивме комплетна реконструкција на кошаркарското игралиште со поставување на тартан полдога и нови кошеви табли. Исто така во текот на денешниот ден ќе направиме увид во изградбата на новата училишна спортска сала во основното училиште Кирил и Методи во Стајковци, каде интензивно се работи на втората фаза од изградбата на оваа спортска сала, зашто од буџетот на општина Газибала се издвоени средства во висина од 9 милиони и 100 илјади денари. Исто така во оваа прилика сакам да најавам и дека во наредниот период ќе отпочнеме со изградба на комплетно нова училишна спортска сала во населеното место Булачани, односно во основното училиште на Омохридски. Во Газибала во периодов следи голема градежна офанзива во која што им се работат голем дел на проекти од комуналната и падната инфраструктура. Инвестираме во изградба на фекални канализации во Гоце Делчев и Румлери, Смилковци и Црешево. Инвестираме во подобрувањето на водоснабдувањето во Раштак и во Булачани со изградба на нови бушотини и нивно поврзување со цел да го зголемиме капацитетот на вода за овие населени места. Паралелно работиме на изградба и во завршна фаза на изградбата на новиот мултифункционален парк прв во општина Газибала кој ќе се протега на површина од над 2000 метри квадратни и можам да најавам дека во текот на вчерашниот ден изгласавме ребаланс на буџетот во кој предвидовме средства за изградба на 2 нови детски градинки во тековнава 2022 година. Ова е само почеток на обновата на нашата Газибала. Ви благодарам. Значи, според пописот, повеќе од 20% во општина Газибала се албанци. Дали, значи, според законот тоа значи дека добиваат право на албански јазик. Дали ќе се имплементира во општината јазикот и кога би почнале службите да функционираат во двојазичност? Службите од општина Газибала со представници од Агенцијата за јазици има првичен состанок на кој што разговара за некои насоки и обврски што ги налага законот во однос на реализацијата на резултатите од пописот. Теколно ќе договорат активности, согласно тоа нормално дека ние ќе испочитаме она што законот покажа. Исто така видов дека исте страницата од општина Газибала функционира само македонски и англиски јазик. Дали ќе биде во наредните денови на албански и кои ќе бидат вашите чекори? Сите процедури што ги налага законот, а тоа е одредена временска рамка за имплементација на одредени процедури како е замена на табли и слично, ќе го согласат работните групи од општината и од агенцијата и потоа ќе излеземе со акцијски план на реализација. Благодарам.